Почитуван колега, контрареплика е. Знаете како? Ние имавме доблест, а не лицемерие како вашето, и остававме 100 дена, па после да излеземе со коментари. Колку време помина од кога вие изгубивте во поголем дел од општините, меѓу кои и кисела вода, која ја изгубивте со голема разлика? Ама не поминаа 100 дена. Тоа е една работа. Колега Панчо Минов, ве молам, кога ќе дојде ваш ред, тогаш дофрлајте. А претходно на претходното недолично однесување на колегата не најдовте сходно да коментирате. Ве замолувам, немој да ме прекинувате. Колешки, извинете само момент. Колеги, ве замолувам да го сослушаме говорникот. Повелете, Бети. На обвинување дека ја извртуваме работата, не можеме да останеме неми и да не коментираме понатаму. Јас ќе ви кажам, повторно, доблест имавме, а вие ја немате таа доблест, барем 100 дена да оставите, за да видиме до каде сме, како сме и како се работело, нели? Но еве сега, јас да ве подсетам, вие дали на оној автопатот кај Демиркапија зурли тапани имаше? Кој го изгради тој автопат, колега? Вака едно подсетување, бидејќи лицемерието ви е пуштено на најако заради тоа. Јас, почитувани колеги, ќе кажам и ќе прокоментирам следново. Да работевте вие како што треба во поголем дел од општините, да работевте како што треба во кисела вода, немаше да ги изгубите изборите со толку голема разлика. Но дајте доблесно сега да гласаме за овој амандман. Дајте доблесно сега. Заради тоа што станува збор за нешто кое ќе се направи и од кое ќе имаат придонес граѓаните, а не да имаат придонес функционерите. Не да имаат придонес функционерите со скапи автомобили, не да имаат придонес функционерите кои се на власт со разни можности за разни трансфери, договорни услуги, да се одлеваат средства од буџетот, а замислете, станува збор само за 18% од вкупниот буџет кој е наменет за купување мебел. Државава, знаете, власта мора мебел да купува во период кога сме ние во енергетска криза, кога сме во економска криза, кога сме во финансиска криза, ние мора мебел да купуваме за државава. Од вкупно 334 милиони денари наменети за возила, зошто да не издвоиме доволно средства за енергетско ефикасни фасади во општина Кисела Вода. Ви благодарам.